Во последната година, еден репортер е удрен на јавно место, еден снимател е претепан, на еден му влегоа специјалци дома, а десетици се осудени со парични казни заради клевета и навреда на некој функционер. До денеска речиси никој од оние кои тепале, заплашувале и се заканувале, не е осуден. Игор Љубовџески е снимател. Доби ќотек тогаш кога ја кренал камерата да сними расправија меѓу полицијата и неколку политичари. Заврши в болница. Додека ние зборавме, они почнаа да го напаѓаат. Додека ние бевме на телефонска линија да го удираат. И насилно ја скршиле камерата и успеале да ја земат касетата. Полицајците кои го натепаа снимателот се уште не се в затвор. Тие луѓе во тој момент кога се утврди кои се, беа суспендирани, но само после неколку, не знам дали беа месеци, повторно беа вратени на нивните работни места. Но ќотек минатата година доби Илирин Дулови, издавач на највлијателниот весник на албански јазик во Македонија, ОХА, го удри функционер на политичка партија. Почна да ми упатат секакви закани, ке ти ги извадим очиве, замолчи, не прави драма, да го премолчи го случајот, да не го забележат другите колеги, инаку ќе ти биде, ќе платиш скапо. Случајот не стигна ниту на суд, а полицијата не можеше да го најде за да му даде пријава. Кулминацијата за притисок издавачите на КОХА ја имаат кога во станот на еден од нив влегоа специјалци. И ден денеска, значи година дена, ние уште не знаеме и немаме одговор зашто кај мене влегоа 50 полицајци од специјалната единица на Македонското министерство на внатрешни работи. Но ова се видливите притисоци. 169 новинари за 3 години добија кривични или прекршочни пријави за клевета и навреда. Некои ќе банкротираат, затоа што казните што ги изрече судот се поголеми од платите. Обвинителот што ме тужеше во име на председателот на парламентот е повикуваше на закон од, да не речем, од комунизмот, кој што велеше дека не може да биде изречена навреда против висок функционер. Значи, се работеше за навреда, судот ја го прифати обвинението од страна на обвинителот, бев осудена на 400 евра парична казна. И ќотек и пари. Вака е казнет издавачот на највлијателниот македонски неделник Фокус, Никола Младенов. Во 2005 тој мораше да плати 50.000 евра. Толкава казна му одреди судот, затоа што напишал дека тогашниот председател на државата, Бранко Црвенковски, и премиерот, инаку познат банкар Хари Костов, имаат тајни сметки во швајцарските банки. Да се дојде казната која што мислам дека е највисока во Југоисточна Европа, ако ја изземеме Србија, да речеме, од времето на Милошевич, каде што тоа беше еден од омилените рецепти низ високи казни да се слушат медиумите или да се дисциплинираат. Сепак оценката е единствена. Нема кој да ги заштити новинарите. Македонија, за жал, во последно време станува едно нетолерантно и недемократско општество и ваквите закани не треба да ги загрижат луѓето кои се на списокот за ликвидација, туку треба да ја загрижат целата јавност и пред се политичката елита. Првите луѓе на Сдруженијето најавуваат измени во кривичниот закон и заштита на колегите. Клеветата и навредата во Македонија мора да се декриминализираат. Тоа морам да кажам дека не е наидување некое големо разбирање од страна на државните институции, особено не од Министерството за правда. Пркосот кон притисокот резултираше и со спуштање на камерите, да разберат они од другата страна дека е можно еден ден нив да ги нема во јавноста. Новинарите нема да замолчат.